Здраво живо, не сме во живо, гледате уште едно летно издание на град, августовско што би се рекло, а со август се поврзани чествувања од македонската традиција, независно од тоа што во последно време, нели, што би рекол народот, си бараме рачки и поводи, дури и далеку стотици па илјадници години во историјата, за поврзување на чествувањето, меѓу другото, и на православниот свет, спомен на Свети Илија. Се наоѓам пред компјутерот не случајно, затоа што интернетот во времето во кое што живееме представува една многу голема отворена порта кон светот и една јавност која што ја занемаруваме. Особено кога станува збор за историјата, за навраќањето, за дооткривањето, за само осознавањето, како што се вели, нели, и во македонските народни песни, особено за тоа колку доволно знаеме кои сме и што сме и колку е срам да не се знаеме. Во секој случај една интересна, обилна историја која што допрва треба да се дооткрива, проучува и осознава. Интернетот не случајно е тука, затоа што во изминативе 15-тина години од како постоја, особено во последниве десетина, тоа е еден киберпростор во кој што се водат дискусии, полемики, претпоставувам од најчесто наши млади сограѓани, нели, како најмногубројни корисници на интернет мрежата, кои што некои од нив секако се занимаваат, секоја чест на исклучоците, се занимаваат со проучување длабоко на нашата историја, со откривањето на факти, меѓусебна размена и така натаму. Значи, сепак постои една јавна, ако така може да се каже, дискусија за одредени историски периоди на Македонија. Намерно ја правам оваа споредба затоа што многу пати до сега горчливо сме констатирале, особено со многумина наши млади соговорници, дека во изминативе 20 години независност македонската научна јавност, особено она во доменот на историјата, ќе повторам секоја чест на исклучоците, не направила доволно да се пополнат празнините за кои што порано сме имале изговор дека ни биле наметнати, натурени и така натаму. Нели, сите во разговор, во еден обичен кафе муабет, сме стигнувале до констатацијата дека некогаш по историја многу повеќе сме учеле за славните битки на Неретва и на Сутјеска, отколку за Илинденското востание и некакви поподробни детали поврзани со периодот пред и по Илинденското востание. Меѓутоа, откако сме нели своји на своето во изминативе 20 години, од таквите оправдувања не држат, но сепак мора да се постави прашањето дали можеби проучувањето на таа историја треба да го оставиме на една нова генерација македонци, особено деца кои што веројатно од генетски или просто интуитивни побуди се интересираат за проучувањето на минатото. На интернет денеска постојат безбројни форуми во кои што тие млади луѓе разменуваат информации и податоци, полемизираат со други млади луѓе, наместо историчарите, особено нели со млади луѓе од нашето соседство, имајќи го во предвид историското оспорување од сите страни. Реков дека нема да правам долга најава, претерав, меѓутоа сметам дека воведот беше неопходен. Ова издание на град е посветено на Илинден, низ еден малку поинаков аспект,
значи централната прослава, нели сите патишта велат дека за Илинден водат кон Крушево или кон Пелинце. Овој пат нашиот пат водеше кон Смилево, затоа што ќе чуете нашега низ разговорите кои што ги водевме во Смилево, дека патот до Крушево секако водел и треба да води преку Смилево.